Монахот и езерото. Имаше едно мало езеро, скриено во планините, далеку од очите на многумина, со вода која најчесто беше мирна, како здив пред молитва. Некогаш знаеше и да се разбранува, но не се брануваше бурно, ниту се вознемируваше лесно, туку стоеше како смирен сведок на времето и како огледало на небото. И тие што знаеа за него, го посетуваа барајќи утеха или одговор, или бегство од немирот што го носеа во себе. Но езерото не им говореше со зборови, зашто водата не носи глас, туку тишина. А тишината понекогаш говори подлабоко од зборот. И често се случуваше, оној што долго гледаше во водата, почнуваше да се согледува себе си не онаков каков што си замислувал дека е, туку каков што навистина беше, со немир или со надеж, со страв или со копнеж. И некои се враќаа назад, зашто не можеа да ја носат таа вистина. А други остануваа, зашто во водата наоѓаа нешто што дури и самите не знаеа дека го барале. Недалеку од езерото се наоѓаше еден мал манастир, скриен меѓу боровите дрвја и утринската магла. Во него живееше еден монах по име Климент. Отец Климент беше многу млад кога пристигна во манастирот една рана пролет, а неговото име пред да се замонаши беше Игор. Имаше длабока желба да најде мир и блискост со Бога, но во себе носеше немир што не знаеше да го именува. Не беше болка, не беше тага, повеќе како внатрешна расејаност, како некоја непријатна вознемиреност. Мислеше дека со доаѓањето во манастирот веднаш ќе најде мир. Но со тек на време разбра дека мирот не е нешто што се наоѓа како предмет, туку е состојба што се открива полека и најчесто преку соочување со себе си. Во манастирот имаше ред. Часови на молитва, часови на работа, часови на молчење. Но токму во тие молчења, Игор почна да го слуша најгласното нешто, сопствениот внатрешен немир. Понекогаш, навечер, додека останатите браќа веќе беа повлечени во своите келии, тој остануваше буден. Седеше покрај малото прозорче и гледаше во темнината на планината и се прашуваше дали мирот на вистина постои или само се бара цел живот. Игуменот на манастирот, старецот Теофан, беше многу мудар човек. Тој не зборуваше многу, но кога нешто ќе изговореше, секој збор беше одмерен и паѓаше полека во душата на слушателот, како камен во длабока вода. Отец Теофан знаеше дека на младиот искушеник Игор не му е лесно и дека му треба посебно духовно раководство и помош. Затоа често му даваше душеполезни совети.
Една вечер, кога сите заминува од манастирската трпезарија, отец Теофан му пристапи на Игор и му рече: "Си отишол ли некогаш до езерото?" Кога виде дека Игор го гледа зачудено, старецот му рече: "Утре, по завршувањето на светата литургија, ќе одиме заедно. Причекај ме пред манастирската порта." Беше мирно пролетно сончево утро. Браќата со светли лица заминува од манастирската црква после раната литургија. Старец Теофан и младиот искушеник Игор тивко се упатија кон густата шума. Патеката која старецот ја избра не беше обележана со знаци. Беше само тенка линија меѓу дрвјата, создадена од чекори, дождови и време, и не се разликуваше многу од другите шумски патеки, освен по нешто што не можеше лесно да се објасни. А тоа беше чувството дека таа води некаде подлабоко од било каков физички простор. Чувството дека следејќи ја, човек не минува низ природата, туку низ пределите на својата душа. Не чекореа долго низ густите дрвја, а одеднаш пред нив се појави мала, блескава синевина. Тогаш Игор за прв пат го забележа малото езеро. И чудесно, не го почувствува како неочекувана појава, туку како присуство што едноставно било таму од секогаш, чекајќи го токму него за да го види. Езерото беше мирно и светло, како огледало што го чува небото во себе. Водата воопшто не брзаше, само тивко дишеше под ветерот. Отец Теофан седна на еден голем стар камен на брегот крај езерото и го повика Игор да седне до него. Извесно време двајцата седеа во тишина. Игор ги слушаше птиците, шумолењето на лисјата и нежниот звук на водата што ги допираше карпите. Во тие мигови чувствуваше дека целиот свет се смирува. Погледни како планините се огледуваат во езерото. Во еден миг рече старецот Теофан: "Самите планини се високи и неподвижни, а нивниот одраз трепери и се менува со секое придвижување на водата. Така е и со духовниот живот. Бог е постојан како планината, а човековите чувства се како одразот во водата. Понекогаш мирни, а понекогаш нестабилни. По некое време Игор стана и се приближи до езерото. Кога се наведна над водата, многу се изненади, зашто, кога го виде својот одраз, не го гледаше само својот лик, туку и немирот што го носеше, прашањата на кои немаше одговор, внатрешната напнатост што го притискаше. Игор почувствува непријатност, но почувствува и дека езерото не го осудуваше, само го одразуваше. Отец Теофан му пристапи на младиот искушеник, ја стави раката на неговото рамо и рече: "Чедо, духовниот напредок не значи одеднаш да станеш подобар, туку нешто многу поедноставно, а истовремено и потешко. Да се видиш себе си таков каков што си."
Игор внимателно слушаше, а неговата душа почна полека да се смирува. Кога се враќаа кон манастирот, Игор забележа дека чекорите му се полесни, а мислите појасни. Старецот веднаш ја забележа тивката, но значајна промена во младиот искушеник. Еден ден, при еден разговор со отец Теофан, Игор го запраша: Оче, зошто ми е душата се уште вознемирена? Додека другите монаси зборуваат за мир, за сосредоточеност во молитвата, за присуство на Бога во секој здив, кај мене сето тоа изгледа далечно и недостижно, како зад непровидно стакло. Старецот му рече: Ајде да отидеме повторно до езерото. Беше дождлив априлски ден и небото беше прекриено со облаци. Само што пристигнаа до езерото, надојде силен дожд. Облаците станаа темни, а ветерот ги нишаше гранките над брегот. Отец Теофан и младиот искушеник се засолнаа под малата дрвена настрешница, одамна изградена од старите монаси, и останаа покрај езерото. И додека го слушаа дождот како паѓа врз водата, старецот рече: Погледни го езерото. Тоа не се бори против дождот што паѓа врз него, само безгласно го прима. Така треба и ние да постапуваме со нашите внатрешни бури, стравовите, сомнежите и тешкотиите што паѓаат врз нас. Да ги примаме без страв, без гнев. Мирот не доаѓа кога животот е совршен. Мирот доаѓа кога срцето ќе научи да остане тивко среде сите бури. Дождот полека стивна и небесната синевина триумфално се појави од зад завесата на темните облаци. Отец Теофан и Игор тргнаа назад кон манастирот. Тогаш старецот му рече на младиот искушеник: Езерото може многу да ти помогне во духовниот живот. Имаш мој благослов да одиш кај него, секогаш кога во манастирот ќе настапат часови за повлекување од послушанијата и одмор. Игор знаеше дека ќе е полезно за него да го послуша советот на старецот. И така, секое утро, пред да задзвонат манастирските звона, тој излегуваше сам и се упатуваше кон езерото. Манастирот остануваше зад него како мирен, неподвижен сведок. Во тие рани часови се беше поинаку. Воздухот тогаш беше студен, чист, речиси прозирен. Боровите стоеа како темни столбови што го држат небото. На почетокот тој чекореше брзо, како да брза кон нешто важно. Но со секој изминат ден, чекорот му се успоруваше. Не затоа што се изморуваше, туку затоа што почнуваше да обрнува внимание на нешта што порано не ги заприметувал. Како светлината се пробива низ гранките на дрвјата, како земјата дише кога ќе запре дождот, како и тишината има тежина што се чувствува. И полека, без да забележи, патеката што секојдневно ја чекореше, престана да биде пат кон езерото.
стануваше пат кон него самиот. Имаше утра кога младиот искушеник доаѓаше кај езерото со таков силен немир во градите, кој не исчезнуваше ниту со молитва, ниту со работа, ниту со тишина. Едно такво утро, тој стоеше крај водата и гледаше во нејзината мазна површина. Немаше ветер, немаше звук што би го прекинал чувството на целосна тишина. И токму во таа тишина, Игор почувствува нешто што не можеше да го избегне. Сопствениот внатрешен диалог. Се обидуваше да се смири, но мислите му беа како мали бранови што не престануваат. Низ главата му се вртеа прашања што немаа јасен одговор. Некакви непријатни сомнежи. Му се чинеше како воздухот да е поинаков. Како внатрешната напнатост што ја носеше Тивко, без да ја именува, да станала поизразена. Седна на брегот, но не можеше во себе да најде тишина. Гледаше упорно во езерото пред себе. Водата беше мирна, премногу мирна за неговите внатрешни бранувања. Ова за миг го вознемири уште повеќе. Но одеднаш свати дека почнал да очекува од езерото нешто што тоа никогаш не му ветило. Одговор, знак, промена. Тогаш свати дека тишината не нуди одговор на внатрешните гласови. Таа само ги прави чујни. Едно студено утро гледаше како маглата полека се крева од водата. На почетокот се беше скриено. Дрвјата, ридовите, дури далечниот брег. Но сонцето трпеливо се издигнуваше и малку по малку се стануваше јасно. Тогаш тој си помисли, и душата понекога живее во магла. Но ако човек остане трпелив и не ја изгуби верата, светлината секогаш доаѓа. Од тој ден престана да се плаши од своите повремени периоди на сомнеж. Едно попладне седеше покрај езерото додека ветерот ја брануваше водата. Површината што обично беше мирна и прозрачна, сега беше немирна и темна. Но по некое време ветерот престана, а езерото повторно се смири како ништо да не се случило. Игор долго гледаше во водата и разбра дека и човечкото срце е такво. Мислите, стравовите и тагите може да го вознемират. Но длабоко под нив се уште постои тишина што не исчезнува. Една вечер виде птица која стоеше неподвижно на една карпа сред езерото. Додека другите птици летаа немирно над водата, таа мирно и трпеливо наблюдуваше. Тој се насмевна и рече: колку многу учиме кога не брзаме. Со текот на времето, посетувајќи го малото езеро, младиот искушеник Игор научи многу полезни нешта. Тивки вистини кои природата нежно му ги откриваше. Езерото полека стана дел од неговата молитва. Кога беше уморен, таму одеше. Кога беше благодарен, повторно таму одеше. Кога не можеше да ги најде вистинските зборови за Бога,
само седеше покрај водата и слушаше. И секој миг помина таму, оставаше во него малку повеќе мир, малку повеќе тишина и малку повеќе надеж. И кога се враќаше по патеката кон манастирот, неговите чекори беа мирни, а во себе носеше тивка светлина, што не можеше да се види со очи, но можеше да се почувствува во секој негов збор и во секоја негова молитва. Старецот Теофан со радост го пратеше неговиот духовен напредок, а дојде и ден кога одлучи да го удостои со монашки чин, давајќи му го името Климент. Монахот Климент продолжуваше речиси секојдневно да свраќа кај езерото. Тоа стана негов духовен пријател, место каде што неговата душа можеше да дише, место каде што молитвата стануваше лесна како ветер. Тоа за него беше станало жива книга, полна со тивки духовни поуки. Секој бран, секој дрво и секоја промена на светлината му зборуваа за внатрешниот живот на душата. Кога водата беше мирна како стакло, тој размислуваше за чистото срце. Разбираше дека само во тишина човек може јасно да го види небото во себе, исто како што мирното езеро го одразуваше небото без изобличување. Но кога водата беше вознемирена од ветерот, одразот исчезнуваше. Тогаш отец Климент си велеше: кога срцето е полно со страф и немир, човекот повеќе не може јасно да ја почувствува Божјата светлина. Една пролетна приквечерина, по долг и заморен ден во манастирот, младиот монах Климент повторно се спушти кон езерото. Небото беше покриено со облаци, а воздухот мирисаше на дожд и свежа трева. По неговото срце имаше тивка тежина, што не можеше лесно да ја објасни. Иако се молеше секој ден, понекогаш чувствуваше како да оди низ духовна пустина, како Бог да е далеку и тишината премногу длабока. Кога стигна до брегот, седна на својот стар камен и долго гледаше во водата. Езерото беше необично мирно. Немаше ниту ветер, ниту звук, освен далечниот повик на една птица. Тогаш забележа нешто мало во плитката вода крај брегот. Малечко дрво, речиси скршено од зимските бури, беше свиснато настрана. Неговите гранки изгледаа суви и безживотни. Отец Климент се сети дека го видел истото дрво во текот на зимата и мислеше дека е мртво. Но сега, додека внимателно гледаше, забележа мали зелени пупки на една тенка гранка. Живот, толку мали тивок, а сепак доволен за да го запре неговото срце за миг. Отец Климент долго молчеше. Потоа почувствува како во него полека се раѓа длабок мир. Разбра нешто што никогаш порано не го разбрал толку јасно. Дури и кога нешто изгледа скршено, уморно или заборавено, животот се уште може тивко да расте во него. Ги спушти очите кон езерото
а во водата заеди сонцето почна да се претвора во растопено злато. Во тој миг почувствува дека и неговата душа е како тоа мало дрво. Може би уморна, може би свиткана од многу борби, но не и мртва. Во него се уште постоеше светлина. Тивко се прекрсти и прошепоти: Господи, Ти действуваш дури и кога јас не можам да го видам тоа. Во истиот момент, лесен ветер помина над езерото и водата затрепери со мали блесоци од вечерната светлина. Отец Климент се насмевна, не гласно, туку со онаа тивка насмевка што доаѓа кога срцето повторно ќе најде надеж. Кога се враќаше кон манастирот, патеката му изгледаше поинаква. Не затоа што светот се променил, туку затоа што нешто во него повторно оживеало. И многу години подоцна, кога ќе помислеше на најважните духовни поуки во својот живот, тој не се сеќаваше на големи чуда или силни спорови. Се сеќаваше на едно мало дрво покрај тивкото езеро и на пролетната вечер, кога повторно научи да се надева. Понекогаш монашкото срце на отец Климент страдаше. Имаше денови кога се чувствуваше осамен, кога молитвите му изгледаа далечни, а тишината предолга. Но езерото никогаш не го оттурнуваше. Тоа секогаш го примаше со иста мирна светлина. Отец Климент ги спушташе рацете во студената вода и тивко се молеше: Господи, научи ме да бидам мирен како ова езеро. Да не се плашам од ветровите во моето срце. И секогаш по таквата молитва чувствуваше како тежината полека се растопува, како да му одговараше самата природа. Имаше и денови кога носеше леб за птиците. Малите бели галеби се собираа околу него, а тој се насмевнуваше како дете. Во тие едноставни мигови забораваше на сите грижи. Му беше доволен само нежниот звук на водата, веселиот крик на птиците и треперењето на светлината. Едно рано утро, кога маглата се уште лежеше над водата како мека бела покривка, отец Климент седеше под една стара врба. Во рацете држеше мала дрвена бројаница. Не брзаше со молитвите. Секоја мисла ја пушташе полека, како лист што паѓа врз езерото. Ги гледаше првите сончеви зраци како се раѓаат врз водата и чувствуваше душевен мир. И така, секој час покрај езерото беше тивка лекција. Езерото постана негов немучител, место што никогаш не зборуваше, а сепак му кажуваше најмногу. Природата не му проповедаше со зборови, туку со мир, со трпение и со убавина. А отец Климент полека учеше дека духовниот живот не е нешто далечно и недостижно. Тој беше присутен во ветерот над водата, во треперењето на сончевите зраци и во тишината што го прегрнуваше неговото срце.
Но може би најдлабокото сознание му дојде една тивка ноќ под звездите. Додека седеше сам покрај темната вода, почувствува колку е мал пред огромното небо и планините. Наместо страв, тоа му донесе мир. Разбра дека не мора да го контролира целиот свој живот. Не мора да ги има сите одговори. Доволно е да чекори тивко, со вера, ден по ден. Неговиот живот е во сигурните Божји раце. Во текот на едно долго и тивко лето, отец Климент особено често свратуваше кај езерото. За него брегот на вистина беше како мала света тишина, каде што душата можеше да се одмори. Најмногу го восхитуваше светлината на зајди сонцето. Кога вечерното сонце се растопуваше во водата, целото езеро блескаше со покривка од меко злато. Тој чувствуваше дека и човечката душа е создадена да носи светлина, но не своја, туку небесна светлина, што ја прима и ја одразува. Тивките вечери покрај езерото беа посебно драги за младиот монах Климент. Кога денот полека згаснуваше и манастирските ѕвона одекнуваа низ планината по завршувањето на вечерната богослужба, тој тивко се спушташе по патеката кон водата, како некој што се враќа дома. Сонцето полека исчезнуваше зад ридовите, а езерото ја собираше целата светлина во својата мирна површина. Воздухот стануваше свеж и тивок. Дури и птиците замолчуваа, како да ја чувствуваа светоста на вечерта. Отец Климент седеше на својот стар камен крај брегот и долго гледаше во далечината. Најчесто во рацете држеше мала книга со псалми и ја читаше, но понекогаш не ја отвораше. Не му беа потребни многу зборови. Вечерната тишина сама по себе беше молитва. Во тие часови ги слушаше најтивките нешта. Малото движење на водата, тивкиот шум на боровите, криљана птица што минува над езерото. И колку повнимателно слушаше, толку повеќе чувствуваше мир во себе. Имаше вечери кога беше уморен после долгите манастирски денови, исполнети со напорна работа, долги служби и строги правила. Но езерото секогаш го примаше без прашања. Една таква вечер седеше долго под првите ѕвезди. Во водата трепкаше одразот на месечината, а светлината изгледаше како да доаѓа од некое подлабоко небесно место. Отец Климент ги затвори очите и тивко шепна: Господи, ти благодарам за оваа тишина. И во тој миг почувствува како сите грижи се оддалечуваат, како облаци што ветерот ги носи над планините. Понекогаш остануваше се додека ноќта целосно не го покриеше езерото. Тогаш светот изгледаше бескрајно мирен. Само небото, водата и неговата тивка душа. Кога конечно стануваше да се врати во манастирот, чекореше полека, без брзање.
Во срцето носеше мала светлина што се раѓаше во тие вечери. Светлина од мир, молитва и тивка надеж, дека дури и во најосамените моменти човекот никогаш не е навистина сам. Бог е секогаш со него. Една доцна есен, кога лисјата паѓаа врз водата, отец Климент забележа како езерото ги прима без отпор и ги остава да заминат во далечината. Ниту еден лист не остануваше за секогаш на површината. Полека се носеше понатаму и исчезнуваше во недоглед. Тогаш свати дека и човекот мора да научи да остави некои работи да заминат. Старите грижи, навредите, вината. Ако премногу долго ги држи, срцето станува тешко. Но ако ги пушти како лисјата на езерото, душата повторно станува лесна. Се што човек се обидува да задржи, станува тежина. И се што ќе научи да пушти, станува мир. Понекогаш, кога во раните утра гледаше тенка магла над водата, од која едва и се гледаше другиот брег, тој размислуваше. Иако не можам да видам далеку, знам дека брегот е таму. Така и со верата. Не мора секогаш да гледаме јасно, за да продолжиме да веруваме. Си шепотеше. Во зимските денови езерото стануваше студено и тивко. Целата природа изгледаше безживотна. Но отец Климент знаеше дека под студената земја животот се уште постои и чека пролет. Во тоа наоѓаше утеха за сопствените духовни суши, деновите кога молитвата му изгледаше празна и далечна. Езерото го учеше дека тишината не значи отсутност на живот. Понекогаш најдлабокото оживување на душата се случува токму во мирните и студени периоди. Годините тивко минуваа во манастирот и покрај езерото. Младиот монах Климент полека стануваше постар, а на неговото лице се појавија мирни линии од молитва, тишина и трпение. Но тој се уште продолжуваше да оди по истата тесна патека кон водата. Езерото остана негово засолниште. Во него ги остави своите стравови, своите солзи, своите тивки надежи и сите молитви што никогаш не можеше целосно да ги изговори со зборови. Една мирна приквечерина, додека сонцето последен пат се растопуваше врз водата, отец Климент седеше на својот стар камен и гледаше како небото станува златно и длабоко сино. Воздухот беше мирен. Ниту еден бран не ја нарушуваше површината на езерото. Во таа тишина почувствува нешто познато. Истиот мир што го бараше целиот свој живот. Но сега веќе не го бараше надвор од себе. Го носеше во срцето. Свати дека сите тие години езерото не го учело само како да се моли, туку и како да живее. Тивко, со вера, со благодарност за малите нешта и со доверба дека дури и во најтемните ноќи постои светлина што не згаснува.
Отец Климент ги затвори очите и нежно се насмевна. Ветерот тивко помина низ боровите дрвја, а езерото ја зачува вечерната светлина како драгоцен спомен. Над него полека се појавија првите ѕвезди. И во тој миг, планината, водата и небото изгледаа како една голема, бескрајна молитва. Кога конечно стана да се врати кон манастирот, чекореше бавно и спокојно, како човек што повеќе не се плаши од патот пред себе. Зашто знаеше дека каде и да го водат чекорите, молитвената тишина на езерото за секогаш ќе остане во неговата душа.